Четврто свойство, особина на шејтан е, шејтанот сака прекумерност. Шејтанот сака расфрлување. Шејтанот сака расипаност. Што значи расипаност? Што значи расфрлување со пари? Види, човек која прави свадба се расфрлува со пари. Троши прекумерно. А тоа е својство на шејтан. А да му речеш да даде фи себилилlah, да даде за Аллахов пат, да му речеш додиш наđилок, 4000 евра. А за музика нема проблем. Вместо да донесе некој певач, ќе даде за 2 сати, ќе даде 5000 евра да му пее некој певач. Тоа е својство на шејтан. Вели Аллах џелешану во Куран: "Иннал мубадзирина кanu ихвана шејтан, шејатин, ва кана шејтану раббихи кафура." Навистина оние кои се расфрлуваат, кои ги трошат парите без веза, без контрола, без мера, тие се брача на шејтанот. А шејтанот навистина не го признава Господарот свој. Ет Исра 27 ајет. И навистина Инна Аллаха јакраху лакум салата. Рекол пегамбер селем. Аллах мрази кај вас да имате 3 особини. Кај лево кај, рекла казала. Аллах мрази. А кога нешто Аллах азza ва џелле мрази, тогаш тоа е непожелно, тогаш тоа е забрането, тогаш тоа е харам. Кај лево кај, рекла казала. Женски муавет. Рече тој. Муслиманот треба да е стабилен маж. И да не се бави со тие женски работи. Ми реков ти рече тој, рече вака, тој рече така. Килево кар на арапски звели. Рекла, казала. Второ, и даатул мал, да ги трошиш парите без веза. Да ги трошиш парите во непотребни цели. Туку парите да ги трошиш во корисни работи. И даатул мал. И Аллах не посакува од вас катрето свај. Многу распрашување. Не нека е забрането да прашуваш ти во вера, туку да прашуваш претерано. Како Бену Исраили, Аллах им рече: заколете крава. Тие, каква крава? Црвена, бела, жолта. Тие колку што прашуваа, Аллах толку појче им притискаше. Аллах толку појче им беше строг. Значи човек кој ќе опиташ, кој ќе прашуваш, прашај кратко јасно. За некои прашање не е потребно да се одговори. И не е потребно да се поставува прашање. Зошто акшам 3 рекати, зошто јација 4, зошто џума 2 рекати, значи, зошто Рамазан 30 дена, значи, тие прашања нема потреба да опрашуваш. Кој беше, или како беше тоа овоше што окасна Адем алейхиссалам во џеннет? Дали беше јаболка, дали беше круша, дали беше тиква, дали беше балка? Тие прашања не е потребно да поставуваш прашање. Бидејќи ако беше важно да се знае како беше тоа забрането овоше, Аллах ќе го спомнеше во Куран. Што Аллах не го спомнал? Седи мирен, седи раат. Што се занимаваш со нешто што Аллах не бара од тебе? Разбирате? Како во средни век, кога муслимани ја изгубија Андалузија, а тоа денес на Шпанија, муслимани, улема, учени, се расправаа на врхот игла колку мелеки може да застанат. Може некој да одговори колку? Никој. Само губење време. Затоа, расипаност, расфрлување, тоа е својство на шејтан. Замисли што вели пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем. Вели вака: една постела е за човекот, една соба. Една соба за неговата жена, тоа значи за неговите деца. Една соба за неговиот гостин. Четврта соба за шејтан. Овој хадис го пренесува имам Муслим под број 2084. Вели пегамбер алейхиссалату ва селем од Џабир радијаллаху анху дека пегамбер алейхиссалам рекол: една постела е за човекот. Значи сака да каже една соба во припоѓа на човекот. Една соба за жената, значи за децата. Една соба да имаш за гости. Че да бил гости. И четврта соба е за кого? За шејтан. Денеска наши муслимани како куќи прават?
со 10, со 20 соби, а никој не живее внатре. Се напустени. Значи, секоја соба која е повеќе од потребната, таа соба на кого? На шејтан. Пренесува Абу Давуд и Ахмед во Муснед, кој има вишок за јавање, значи да јава, значи превозно средство, нека му подаде на оној кој нема за јавање. Кој има вишок од храна, нека му даде на оној кој нема. Значи, муслиманот треба да биде скромен, да биде умерен, да не ги троши парите во непотребни цели. Ако го прашање за Аллахова вера, тогаш и да потрошиш многу, тогаш не е харам. Како пример што е со Абу Бекр радијаллаху анху. Абу Бекр радијаллаху анху во битка на Тебук колку подели на Аллахов пат? Фи себилилlah. Дојде Абу Бекр и му рече: ја Расула, ова земи го за припрема за војска на Тебук. И пегам салаллаху алейхи ва селем му рече: ја Абу Бекр, ма теректе ли ахлек? Абу Бекр, што остави дома? Што остави за твоја фамилија? Теректу Аллаха ва Расула. Го оставив Аллах и неговиот пегамбар. Све дал. Се што имал, го дал на Аллах пат. Омер, колку дал? Омер дал пола богатство. Осман радијаллаху анху се спомнува во неколку предани. Некаде пишува 600 камили. На едно место пишува 800, а на трето место пишува 1000 камили. Ги дал фи себилилlah, на Аллах пат, за борба на Аллах пат. Значи, ако дадеш садака, зекат, помош, тој да е многу, тоа не се вика расфрлување. Тоа не се вика расипништво. Бидејќи за Аллах. Бидејќи она што ќе даде за Аллах, Аллах ќе те надокнати. Пошто Аллах во Куран вели: "Вама тунфику мин шејин илла юхлифу Аллах." Она што ќе го даде за Аллах, Аллах ќе ти го надомести. Мен џаа бил хасана фалаху ашру амсалиха. Ако ти дадеш 1 динар за Аллах, Аллах ќе ти надокнати колку? Со 10. Значи ти дадеш 1 динар за Аллах, Аллах ќе ти даде за тебе 10. Аллах го Куран. Значи ако даде за Аллах.